продолжа. Добре. Шино. Добре. Шино. Шино. Добре, бе. Го тренираш. Мора малко. Без нерва за нищо не вира. Ще личим. Масираш, Тренинг малко, тренинг ти прави. Стварно е сонце. Премни. Да, во живот. Не, дечки од Алфа ги чекаме. Алфа само да се навести. Тој не мора, ајде. Мораш пак услуга за микрофон. Ке речам Снимате, снимате. Еднака За цензура. Насков ми беше. Ништо. Дали сме хотлајте? На почеток да ви се извинам што стоиме на жешкото сонце пред влада. За жал големо разочарување. Нема изгледи за зголемување на минималната плата. Тоа што го слушнавме внатре е дека ССМ многу бара и дека работниците многу бараат и дека доста ни е и дека со тие плати треба да бидеме срекни што ги добиваме. Морам да кажам дека се обидоа да ни искараат во влада затоа што многу сме барале за работниците и тоа што загрижува е тоа што за неспремни да дискутираат за растот на минималната плата беа многу подготвени и уедначени со ставовите и работодавачите. Работодавачите за жал сметаат дека нема простор за зголемување на минималната плата во Македонија, сметаат дека доволно ги плаќаат работниците и сметаат дека работниците не се продуктивни. Колку не плаќаат, толку сме им продуктивни. Колку повеќе не плаќаат, толку повеќе ќе им бидеме продуктивни. Морам да истакнам дека беше прифатено иницијативата на ССМ да разговараме за платите на вработените во приватниот сектор, во јавниот сектор, како и за растот на минималната плата. Меѓутоа, работниците изгледа во Македонија премногу очекуваат, ако го очекувате премногу добивате големи разочарувања. Ние како синдикати до средината на овој месец ќе имаме седница на претседателството и на советот на ССМ за што ќе одлучиме какви понатамошни чекори ќе превземеме во наредниот период. Меѓутоа, краткиот временски период кој го имаат на располагање пратениците и владата до распишување на локалните избори не охрабруваат. Македонските работници веројатно дека ќе останат со најниска плата во регионот, односно под дното. А ако има дно, Македонија е под дното со платите и мислам дека иако се надевавме дека ќе наидеме на разбирање и дека денеска ќе биде добар ден и добра можност да работниците во Македонија добијат вест дека ќе се зголеми минималната плата, мислам дека желбата од спротивната страна е далеку под очекувањата. Сојуз на синдикатите на Македонија и еден работник да бара зголемување на неговата плата ќе застане позади него и ќе бара зголемување на платите. Сојуз на синдикатите во Македонија во минатото покажа дека на претходната влада и одржа генерален штрайк во јавниот сектор и на таков начин ги зголеми платите на сите вработени во јавниот сектор за дополнителни 10%. Огромен број на пати протестираше и штрајкуваше и во наредниот период може да се случи истото, но мислиме дека по пат на социјален диалог можеме да постигнеме решение. Решението е да се доближиме до минималната плата во регионот. Минималната плата во регионот од 500 евра не убедуваа дека минималната плата во Македонија е со далеку поголема куповна моќ од половина Европа. Веројатно функционерите живеат подобро од работниците во половина Европа, но веројатно во друга држава, не во Македонија, а веројатно функционерите живеат подобро од половина Европа со нивните 79% изголемени плати. Мене ми е многу жал што само ние останавме да се бориме за зголемување на платите во Македонија. Другите синдикати за жал
кои ќе имате можност да ги прашаат што побараа на денешната седница на Економско-социјалниот совет, не побараа апсолутно ништо, односно се согласија со сето оно што владата го кажа. Затоа беа упадите во Сојузот на синдикатите на Македонија изминатиот период. За владата си најде полтронски синдикат кој ќе седи на иста маса со неј и ќе ги поддржува незините владени политики на штета на работниците. Си го најдоа таков и нека им се среќа на тие членови на тој синдикат. Но ние како Сојуз на синдикати на Македонија, без оглед на тоа колку и да не напаѓаат, и во наредниот период веројатно ќе следат напади кон Сојузот на синдикатите на Македонија, како што тоа беше случај од почетокот на годината, само затоа што бараме плата. Помеѓу плата и политика има 79% зголемени функционерски плати и 0% зголемени работнички плати. Кога ќе ги стигнеме тие 79% функционерски плати, тогаш ќе зборуваме и ние како ССМ за политика. Се до тогаш ќе зборуваме за плата и може да не извинат на речникот. Ви благодарам. Кратко, дали ќе има генерален штрайк? Бидејќи ве спомнавте дека не се исклучува. На претходната влада и организиравме генерален штрайк, пошто внатре бевме прашани каде сме биле на претходната влада да ја кажеме дека платите се ниски во Македонија. Ќе потсетам две работи. На 12 декември излеговме на мразот да протестираме за 18.000 денари минимална плата и во март пред седницата на Економско-социјалниот совет од протести дојдовме од Предстопанска комора во владата за да добиеме 18.000 денари минимална плата. Во јавниот сектор во 23-та година во јули го завршивме генералниот штрайк успешно со регрес за годишен одмор за целиот јавен сектор и со дополнително зголемување на платите на целиот јавен сектор за 10%. Тоа што го нагласив и преска ќе го нагласам и сега е дека Сојузот на синдикатите на Македонија не и виткаше кичма, не и клекна и не му пресече главата претходната влада, нема да дозволиме ниту на оваа влада да го стори тоа. Но загрижени сме, животниот стандард е навистина низок. Тие сакаат да ни кажат што да купиме, каде да пазариме, колку да купиме, колку да јадеме, колку да пиеме. Не сакаат да ни кажат колку ќе ни ги зголемат платите. Не сакаат да ни кажат дека со 400 евра минимална плата или 24.400 денари тешко се живее во Македонија. Веројатно, да не бидам сватен погрешно, веројатно со 100 или 150.000 денари функционерска плата не го чувствувате притисокот на цените кои го чувствуваат сите, и тие што не гледаат преку вашите камери, меѓутоа и ние што сме тука на жешкото сонце. Разликата помеѓу нас и нив е тоа што ние денеска тука држиме пресконференција надвор на плочникот пред владата, а тие држеа внатре. Разликата е толку голема што работниците треба да ни дадат поддршка. Тие внатре сметаат дека само слободан бара зголемување на минималната плата и дека само ССМ и овие 5 луѓе или други 5 луѓе од ССМ бараат зголемување на платите на работниците, и тие внатре сметаат дека ние погрешно гледаме на светот. Или работниците во Македонија живеат во погрешна држава, а дел од нив живеат и во Европската унија за повисоки плати, или некој друг е причината. Нас не ни е целта да правиме притисок на владата или на работодавачите за тие да се почувствуваат нападнати. Нас ни е целта да го подобриме животниот стандард на работниците и како синдикат тоа ни е најосновната заложба. Ако некој мисли дека ние треба да даваме поддршка на едни, на други, на трети и да се согласуваме платите во Македонија да не растат, односно да бидеме задоволни со досегашниот раст на платите, се залажува синдикатите денеска да се зголемат платите, утре ќе бараат уште повеќе. Зошто? Затоа што тоа го бараат работниците од нив. Не смееме да си дозволиме во Македонија како синдикати да ги изневериме работниците. Нашите членови и работниците вкупно во Македонија сметаат дека платата треба да се зголеми. Доколку не, ги замолувам работниците да се произнесат дека платите се високи и дека ние како ССМ не треба да бараме веќе зголемување ниту на минималната плата, ниту на сите останати плати во јавниот и во приватниот сектор. Ако работниците сметаат дека ние многу бараме како ССМ, дека ние имаме погрешна синдикална политика со барањето за раст на платите, да го правиме тоа што го прават нашите колеги кои ќе ви дадат изјава подоцна, нема да правиме ништо, да не бараме зголемување на платите и да бидеме среќни и весели. Меѓутоа, ситуацијата во Македонија е далеку полоша од ситуацијата било каде на Балканот, за ние да можеме да си го дозволиме тоа. Дали беше понудена алтернатива кога беше ставена точката за разгледување за минимална плата, ако барањето од 500 евра не е прифатлjivo? Во која насока ќе продолжи диалогот и дали воопшто ќе продолжи диалогот? Беше кажано дека многу бараме и дека 5 луѓе во ССМ се собрале и си прават чамче муавет. За работниците тоа е пораз. За владата уште поголем пораз. А ако некој смета дека барањето на синдикатите е политичко барање, пак не обвинуваа за политички притисоци и за политичко барање,
да сакав да бидам политички инструирано лице во Македонија, веројатно ќе бев премиер. Не сакам. Председател на Сојузот на синдикатите сум на Македонија и ќе се борам за секој еден работник во наредниот период. Не ме интересира политика. Политиката може да се ја водат политичарите, но политичарите се тие кои креираат политики и затоа еве ја користам можноста собранието, пратениците до распишување на локалните избори брзо да го изменат законот за минимална плата и да им овозможат пристојни услови за живот на македонските работници, онака како што тие сложно почитуваат одлуката на Уставниот суд за 78, сега па ново 79% зголемени плати. Можат да не напаѓаат 63.000 членови на Сојузот на синдикатите на Македонија бараат зголемување на платите, не Слободан, не 5 луѓе кои се тука на седница на економско-социјалниот совет и 620.000 работници во Македонија. Еден работник ако смета дека платите во Македонија се високи и дека не треба да бараме зголемување на платите, нека каже јасно и гласно да видиме колегите од спротивниот табор од синдикатот, од квази синдикатите да не бараат зголемување на платите. Еден кој ќе каже дека треба да се зголемат платите, ние ќе продолжиме да бараме зголемување на платите. Во наредниот период, по одржувањето на седниците на председателството и на Советот на ССМ, ќе ве информираме за следните чекори и активности кои би ги превземале, но тоа што е значено дека и утре продолжуваат активностите на ССМ за зголемување на платите. Очекуваме владата како најголем работодавач да ги зголеми платите на вработените во јавниот сектор, зашто имавме дискусија, и очекуваме работодавачите во приватниот сектор кои не убедуваа дека ниту еден работодавач не давал минимална плата во Македонија, да предложат 500 евра минимална плата, затоа што не ја даваат ниту таа. Ви благодарам. Министрот Дурмиши сега говореше за новата кошничка за која што тврди дека ќе биде реална и дека во неја имало околу 100 производи, сезонски, основни и така натаму. Ја погледнавте ли методологијата која што ја предложи владата и колку оваа кошница навистина е реална како што ја представува? Имајќи во предвид дека сме транспарентна организација, ќе ја доставиме во текот на денот до вас медиумите новата методологија за просечна кошница во државата. За жал, од експозето на веројатно луѓето кои се задолжени да изработат истата, беше кажано дека така ги отсликува реалните потреби на домакинствата во Македонија. Се враќаме на муабетот од почеток, чамче муабет, кој колку треба да отиде во продавница да си купи и кој колку треба да однесе дома на децата да јадат, ќе ни каже владата. Тоа што ако владата смета дека на таков начин ќе ни помогне на нас, на работниците и на граѓаните, и ако таа вредност на таа просечна или минимална, каква и да е, потрошувачка кошница ни го подобри животниот стандард, тогаш ние како Сојуз на синдикати на Македонија подаваме рака. Меѓутоа, во наредните денови пред одржување на новата седница на економско-социјалниот совет, која немаме информација кога ќе биде, ќе ги дадеме нашите соодветни забелешки, но тоа што можев да го видиме дека тие 11 групи од кои е составена синдикалната минимална кошница се копи-пасте пресликани во просечната, со тоа што таму имаат додадено и трошоци за 101, ако не се лажам, производ во делот на храна и напијалоци, па нашата, ако за 63 производи кои ги следиме цените на редовна основа, дали се зголемуваат или се намалуваат, изнесува 23.500 денари, тогаш за тие 101 производ, веројатно, само делот за храна и напијалоци во новата просечна владина кошница би изнесувал повеќе од 50.000 денари, веројатно на таков начин ќе сакаат да ни кажат дека можеме да си го возможиме сите тие параметри. Не убедуваат дека таа ќе го отсликува реалниот трошок на едно семејство, меѓутоа сметаме како ССМ дека синдикалната минимална кошница која покажува дека не се живее ни со толку, со владината кошница не може да му кажат на никој од нас кога ќе влезе во супермаркет колку има и колку може да си дозволи да купи од производите. Пак ќе кажам, борбата се сведува на тоа да се елиминира Сојузот на синдикатите на Македонија, односно неговата борба за растот на платите и со тоа работниците ќе живеат подобро во Македонија, треба сите да им биде јасно. Да се елиминира синдикалната минимална кошница и на таков начин ќе им се покаже на работниците дека уствари не е толку скапо кога одат во супермаркетите. Веројатно некој сака нашите граѓани од Неготино надоле да пазарат во Лидл во Грција, а од Неготино нагоре да пазарат во Лидл во Врање, како што е и случај во овој период, затоа што цените таму се далеку поевтини отколку во Македонија, а минималната плата у Србија ќе нагласам уште еднаш ќе биде 500 евра, а нашата ќе биде 400 евра. Со такви плати, со такви мизерни плати, можеме да се дозволиме само толку, а тоа е ништо. Нема зборови со кои може да се опише тоа што барањето за раст на плати следи со обвинувања дека немало анализа, дека причините кои ги наведовме пред вас медиумите, тоа не биле причини, туку тоа биле паушални
не знам планови на некој за да наштети на некој друг, меѓутоа реалноста во Македонија за жал е трагична. Веројатно ваквиот однос и на владата и на работодавачите кои не покажуваат слух за работничките барања, да живеевме во Германија ќе беа смешни, а сега се трагични. Да кажа ви претходно и ние побаравме 500 евра плата, сакам да кажам објективно кој што беше, бидејќи кој што кажав ние не сме репрезентативен синдикат, немаме право на гласање, меѓутоа јас секогаш сум ја кажувал вистината и сега ќе ја кажам. Значи на самата седница на социјално-економскиот совет имаше дневен ред по точката разно, точно колегите од Сојуз на синдикати на Македонија предложија за минималната плата да се дискутира и јас бев очевидец, гласаа сите, значи и другиот синдикат, и ССМ, и сите, и работодавачите, и владата гласаше. Значи ништо не е страшно, она што сите сакаа страшило да направат дека еве уште еден има репрезентативен синдикат, ќе се случи нешто драматично, немаше верувајте ништо такво. Меѓутоа за жал, ја она што го зборам, на разединети синдикати од другата страна имаме обединети поготоа работодавачи. Работодавачи само кога слушнаа дека се поставува точката на дневен ред, одма меѓу себе се обединија и кажа дека тие не биле спремни да разговараат, немале материјали. И тие имале други аргументи своји, бидејќи они не беа спремни да се дискутира за минималната плата, нормално се одложи. Сојузот на синдикати на Македонија кажа дека ќе предложи, мислам ќе ја достави документација со аргументи, со факти, они ќе имале контрааргументи, факти и на следната седница ќе се разговара за висината на минималната плата. Што беше во делот на потрошувачката кошница, исто така денеска само се утврди методологијата на кој начин ќе се утврдуваат минималните кошнички 1, 2, 3, 4. Исто на наредната седница тоа ќе ни биде доставено и ќе ги разгледуваме, ќе видиме во кој правец ќе се движиме во таа насока. Ова што го слушам од председателот на Сојузот на синдикати на Македонија, верувајте, во ред е така да се настапува, меѓутоа само се ствара нервоза, поготоа разединество. Еве јас пред сите кажав, ние сабајле имаме средба со Конфедерацијата на слободни синдикати, јавно пред влада, пред работодавачи понудив соработка и ССМ да седнеме, да разговараме, бидејќи очигледно од другата страна имаме организирани групи, дали е тоа влада, дали е за тоа работодавачи, кои што знаат што сакаат, ама изгледа ние не знаеме што сакаме. Го слушам кажувал генерални штрајкови. Генерален штрајк со 10 столчи на пресобрание не се прави. Ние сме правеле генерален штрајк во железница, штрајк правеа ова управата за водење матични книги, се среќавате месец дена пред Европска унија кај што беше блокирано. Како што кажав, ние преговараме, еве денеска ќе кажам јавно, бидејќи има ефект. Конфедерацијата, кај што јас сум председател во железница, преговаравме и денеска управниот одбор изгласа покачување на плата. Не чекаме Слободан или Благо или Петко или Станко да разговара за мене. Денеска железничарите добија покачување од 3 до 6 до 7.000 денари плата. Треба да се работи објективно, треба да се кажуваат работите како што се. Мора да признаеме, ние сме слаби како синдикати. Ја тоа го кажувам. Место да се насочиме, да се ојачаме како синдикати, очигледно работниците чекаат од нас. Ние се фалиме кој што сработил, а гледаме ништо не е сработено. Ништо не е сработено, луѓе, верувајте. Бидејќи се враќаат наназад, ајде да се вратиме наназад. Кога се утврди минималната плата, член 8 убаво стоеше. Не само да се качи минималната плата, требаше да се направи согласување со останатите плати. Зошто тога се молчеше? Ние не молчевме, знаете. Шумска, судска, затворска полиција протестиравме, качувавме плати тогаш. И сега од еднашка немоќта, ако јас сум немоќен и со обвинување на други синдикати, на трети, не знам која му е проблемот на Сојуз на синдикати на Македонија да дојде вече ги знам вас новинарите како пример. Кај вашиот газда да речи, не зависи од владата, не зависи од никој. Ти ќе им кажеш, ќе им качиш на новинарите плата, ќе ги осигураш, ќе им даеш стален работен однос или ние утре ти штрекуваме. Тоа е силата. Значи имаме ние преку 550 до 600.000 вработени кои што се во приватниот сектор. Нигде не ги исполнува никој. Кој од нас отишло тоа може да ги изброиме работодавачите кај што разговараме со нив. Преку 95% не се работниците синдикално организирани. Значи како што кажав, ние мора први меѓу себе да се погледнеме, бидејќи сме слаби како синдикат. Јас зборам како што е. И еве апел до работниците, ако не им се допаѓа ние како работиме, не само по Фејсбук, по социјалните мрежи да се обвинуваат, нека направат синдикат. Барем сега се прави лесно синдикат. Бидејќи стварно доаѓа периоди кај што гледаме не е баш состојбата како што треба. Меѓутоа, ние треба да се залагаме сите за еден квалитетен социјален диалог, кој ќе се прави ребаланс на буџет да бидеме присутни, ќе земеме ако не знаеме ние, а не знаеме, мора да признаеме све економија, ќе земеме експерти, па да видиме у кој дел треба да се намали стапката, да се качи платата. Вака ако одиме јас синдикат, еве сите го знаат, браво Слободан, едно време вика за мене, браво Маријан, вака направи, вие вака направи, немаме резултат. Ја кажав,
Таму кај што сме синдикално организирани, ние имаме резултати. Сега зошто така се настапува, не знам денешната моја покана и до Сојузот на синдикати на Македонија, дали ќе ја прифата да седнеме заеднички да видиме што е. Да не се повторувам, значи не е ништо страшно, луѓе верувајте, многу е подобро ако има повеќе социјални партнери, повеќе репрезентативни синдикати. Дали побаравте 500 евра плата и раста? И што се разговараше? И дали побаравте 500 евра? Да, можам да кажам слободно дека Сојузот на синдикати побара да се стави точката на дневен ред за 500 евра минимална плата. Ние како репрезентативен синдикат секако го прифативме тоа и како што кажавме нема работник и синдикат кој што не сака да дискутира за тоа. Но за жал, она што ние го зборевме во изминатите години, унисувањето на социјалниот диалог и на економско-социјалниот совет, носењето на такви деловници за работа, работодавачите не дозволија да се гласа или да се донесе било каков заклучок под изговор дека не се спремни да разговараат за минималната плата. Тоа беше една од точките која што се разговараше, втора од точките беше манипулацијата со терминологијата на минимална или просечна потрошувачка кошница. Беше објаснето она што го работи владата, да ни дадоа коректно да дадеме своји предлози од сите засегнати страни што сакаме да има или што мислиме дека треба да има, според некоја си методологија, според стандарди на Светска здравствена организација и така натаму. И она што беше најбитно беше отворено и треба јавноста да знае, она што е изфрустрираност на некои од синдикатите донесе до загрозување на платите на во дел од администрацијата во државата, затоа што премиерот јасно ја отвори темата зашто ССМ УПОС не сакаат да ги подпишат колективните договори во кои што се нуди 7557 заедно со минималната плата секоја година покачување. Тоа би значило негдека во просек до 2028 од 50 до 60% покачување на платите на оние администрацивци кои што немаат никакво покачување. Еве, ние сега како репрезентативен синдикат ќе ја преземеме таа уврска, ќе ги подпишеме сите тие колективни договори и работниците кои што беа штетени во изминатите 3-4 месеци да не го земаат покачувањето на платата, еве кажуваме јавно дека ќе почне исплатата на покачувањето и на тие што останаа со уси ракави заради фрустрацијата на еден од синдикатите.